Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски повторно е разочаран од премиерот Димитар Ковачевски, откако тој вчера го повика на средба да договорат датум за предвремени избори и во кој правец во меѓувреме ќе се движи државата. Жалам што во СДСМ и во владата нема мудрост, ниту државотворен капацитет. И жалам што постапуваат вака неодговорно во моменти кога на народот му е потребно обединување. Не можам да разберам како можат денот да го започнуваат и да завршуваат кога знаат дека огромно мнозинство на македонски граѓани сакаат оваа влада да замине и огромно мнозинство македонски граѓани велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Вчера Мицкоски на пресконференција се закани дека доколку неговите предлози наидат на ѕид, народот ќе тргне по своето. На прашањето денеска што тоа значи, Мицкоски објасни. Почекајте чекор по чекор, гледате сите чекори кои што ВМРО-ДПМН ги прави како одговорна државотворна партија. Вчера подадовме рака за единство, очигледно дека во владата нема капацитет за единство. Вчера подадовме рака да преовлада мудроста, одговорноста, но за жалост страна на владата гледаме дека нешто друго е поважно отколку мудроста и одговорноста. Чекор по чекор ќе ги носиме одлуките, јавноста и вие медиумите ќе бидете благовремено информирани. Без оглед на категоричноста што СДСМ и Ковачевски ја покажуваат во однос на ставовите на барањата на Мицкоски, тој денеска уште еднаш повика на единство и заедничко решавање на проблемите. Затоа ни е потребно обединување на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија, без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми, сите кои што не сакаат веќе оваа политичка елита која што 20 години ја држи Македонија во заложништво, да ја држи во заложништво. Мора да си ослободиме Македонија од овие луѓе и конечно да завршиме со нив. Затоа повикувам на обединување и овде од Штип, од Баби, повикувам на обединување за да си ја спасиме Македонија и да градиме иднина онаква каква што овие граѓани заслужуваат да имаат. Освен по овие, Мицкоски разочарување покажи и во однос на други прашања на кои одговараше денеска, а се однесуваа на генералната состојба во државата. Мицкоски во Штип денеска беше по повод отварањето на спортско-рекреативниот центар во штипската населба Баби.